Повеле. Значи, добар ден, благодарам за вниманието. Во овој објект кој што е позади нас и кој што 2022 година од страна на владата е доделен на Министерството за внатрешни работи, во иднина Министерството за внатрешни работи ќе ги превземе сите потребни чекори за да го стави во функција како што доликува, заради тоа што овој капацитет како таков во рамки на моменталната состојба која што е и tekako задоволува одредени услови од аспект на технички карактеристики и со обезбедени финансиски средства од идната влада на Република Македонија ќе може да го ставиме во функција како што доликува и при тоа СВР Охрид од постоечкиот стар објект во кој што е лоциран во центарното градско подречје на градот Охрид го префрлиме во овој објект со што ефектот и доприносот во однос на охриѓани ќе се види од повеќе аспекти и тоа во соработка со Министерството за правда и во соработка со општината. Во иднина целта е да просторот каде што моментално е лоциран СВР Охрид, затворот кој што се наоѓа во Охрид, заедно со останатиот објект во кој што се сместени управните служби од Министерството за внатрешни работи, се дислоцира во целост од моменталната локација каде што е, при што се овозможува еден убав простор да се стави во функција согласно потребите на општина Охрид и тоа согласно предлогот кој што го добивме од страна на советниците со кои што разговарав и од страна на градоначалникот е тоа да биде еден убав парк кој што му фали на општина Охрид надземно, а подземно да биде катна гаража, која што катна гаража и tekako е од насушна потреба за тој дел од градот. Првичните разговори кои што ги имавме со градоначалникот во рамки на идната програма на ВМРО ДПМН, истиот кажа дека е спремен да се откаже од дел од средствата кои што треба да припаднат на општина Охрид, се со цел да го реализираме овој убав проект кој што ќе биде од корист како на граѓаните кои што живеат во општина Охрид, така и на полициските службеници кои што конечно ќе добијат еден објект кој ќе биде достоен и репрезентативен за едно одделение како што ќе е СВР Охрид. Благодарам. Првичната посета кога министерот за внатрешни работи беше во Охрид, одма после митингот на ВМРО ДПМН во ден недела го посетивме објектот и заедно со секторот за урбанизам, председател на совет, уште неколку советници. Имавме состанок на кој што ги разгледувавме урбанистичките планови како во касарната, така и во централното градско подрачје каде што сега се наоѓа објектот на полиција, односно полициската станица, и видовме дека сето тоа е возможно да се направи, односно кога да се разговара и кога да логичко ги гледаме работите, повеќе гужва се создава таму каде што пожарната, полицијата, а и затворското одделение се наоѓаат како подрачје, колку што тие реално можат да функционираат. Токму затоа, на оваа идеја како град се нафативме да учествуваме директно, да учествуваме во сиот овој проект и перспективно токму на тој простор, како што кажа министерот, да добијаме едно зеленило, односно парк каде што граѓаните би можеле да се рекреираат и да уживаат, а секако дека дополнителното нешто кое што пак од друга страна е многу потребно за граѓаните на Охрид, било кое јавно испитување го правиме или пак кога разговараме меѓу нас, а тоа секако дека се дополнителниот број на паркинг простори. Така да овој проект некако произлезе од самата кампања и посетата на министерот. Ние како општина радо го прифаќаме и ќе учествуваме. Нашата работа како општина, односно префалањето на пожарната која ќе отпочне сиот овој процес, ќе го завршиме паралелно со префрлањето на полициската станица и останува уште желбата и волјата на Министерството за правда за пронаоѓање на нов објект каде што би бил затворот и добивање, како што кажавме, на една голема зелена површина каде што луѓето ќе може да се рекреираат и уживаат. Благодарам. И од мене, еве денеска на покана на министерот и градоначалникот сум овдека во Охрид, да дадам и јас лично подршка на проектот кој што тие двајца го најавија, дека тоа ќе биде еден од приоритетите на нивната влада на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Ценам дека треба да се слушаат потребите на граѓаните, треба да се слушаат потребите на тие кои што се избрани од граѓаните. Ценам дека на овој начин ќе се
овозможи еден поголем комфорт во рамките на градското централното подрачје во Охрид, во оној дел каде што е туристичка зона, и ценам дека треба како држава да поддржуваме проекти кои што ќе значат додадена вредност за средините во кои што се прават. Еден од тие проекти е овој овдек. Така што уште еднаш кон мене голема благодарност и до министерот и до градоначалникот на поканата, и очекувам вакви и слични проекти во иднина во други области да има во Македонија. Благодарам.